Значи, нашето дете имаше само една годинка, кога лекарите не соопштија дека мора да се прави трансплантација на црн дроб, бидејќи тоа е единствениот начин за да се продолжи неговиот живот. Страшна паника, страв кај нас се јави, дали ние ќе одговараме како родители, како донори, дали ќе се најде донор додека ние не одговараме. Ама за среќа се заврши добро. Јас како мајка имав можност да бидам дарител. Патот не беше баш лесен, маки, болки и сето тоа, ама кога ќе видиш на крај дека детето е среќно, се радува на животот, весело, се заборава и се заврши добро. Одлуката тешка ли беше? Кога се работи за дете, мислам дека секој родител би се одлучил, не размислувајќи на лошо, на болка или на нешто, да биде донор на своето дете. Колку траеше тој процес? Скоро цела година. Од кога му се постави дијагнозата билиарна атрезија, испитувања, па мало додека порасне, па лекови оно, дури на годинка, скоро цела година се мачевме и после периодот на закрпнување исто така цела година, после тоа болници додека се нормализира сето тоа. И после веќе втората година си се врати во нормала. Знаевте ли претходно за органодарителство, нешто за ова појава, за ова? Имавме слушнато, ама кога ќе биде на ваша кожа е многу по-друго отколку кога ќе слушнете само така. И сега синот е, претпоставам, среќен, весел, сака да живее многу. Многу е среќен, весел, здрав е, добар е, во моментот е многу добар. Која напорака што сакате да ја опатите? Значи вака, јас силно го подржувам органодарителството во Македонија, бидејќи кога ќе видиш дека некој му се радува на животот, сака да живее благодарение на вашата несебичност, знаете дека сте го направиле најголемиот успех во животот. Тоа да го гледаш кога некој е среќен благодарение на тебе е нешто неописливо. Да не се двоумат, ќе бидат многу среќни, исполнети, знаејќи дека благодарение на нив некој друг продолжува со животот да живее. Воопшто да не се двоумат, не е ништо страшно. Ете пример, јас како дел од црниот дроб за 6 месеци немав никаков проблем, се регенерира, се обнови, немаше никаков проблем, си функционирам нормално како и претходно. Значи ништо не е страшно.